Исус направи многу прекрасни работи и многу луѓе го следеа Него. Исус беше љубезен, ги исцелуваше болници и поучуваше за Божиот пат. Исус беше добар. Исус не направи грев. Исус секогаш правеше само она што Бог го бараше од Него да го прави. Тој дојде да ни ја покаже Божијата љубов и да ги придобие луѓето повторно да го следат Бог и да одат по Божиите патишта. Но таму имаше влијателни религиозни водачи кои што беа љубоморни на Исус. Тие не сакаа да признаат дека и тие го кршеле Божиот закон и дека се грешници како и останатите луѓе. Нивните срца беа тврди и тие не сакаа да поверуваат дека Исус беше пратен од Бог. Тие кажуваа лаги за Исус, па дури и го уапсија и затворија. Тој беше тепан. Војниците ставија круна од трње на неговата глава и му се исмеваа. Исус можеше да им се спротивстави и да ги запре, но тој не се спротивставуваше. Тој дојде на светот за да постане жртва за грев. Неговиот живот требаше да биде жртван за гревовите на сите луѓе. Исус ја зеде на себе казната што ја заслужија луѓето. Војниците го приковаа Исус на дрвен крст. Тогаш тие го исправија крстот на земјата. Исус висеше се додека не умре. Во тие денови беше обичај на овој суров начин да се убијат најлошите криминалци. 20 криминалци исто така беа ставени на крст тој ден. Но Исус не беше криминалец, тој беше невин. Тој не направи ништо лошо. Тој ден тој умираше за гревовите на другите луѓе, а не за својот собствен грев. Тој умираше за гревовите на луѓето кои беа живи тогаш, но исто така и за гревовите на луѓето кои ќе дојдат подоцна. Неговата смрт ги зеде гревовите на сите кои сакаат да се одвратат од своите грешни патишта и кои ја прифаќаат неговата жртва како своја жртва. Кога Исус умре, тој направи совршена жртва. Тој плати за гревовите на сите луѓе со неговата безгрешна крв. Бог кажа дека сите други жртви повеќе се непотребни, бидејќи Исус ја направи совршената и целосна жртва од Бог. Исусовите непријатели мислеа дека го уништија Него, но тоа не беше така. Откако Исус умре на крстот, богатиот пријател го положи телото на Исус во неговата нова пештера за погреб. Тие го затворија влезот на пештерата со голем камен. На третиот ден, рано наутро, некои жени дојдоа до пештерата за да извршат погребен обичај според правилата. Беа многу изненадени кога видоа дека каменот беше тргнат настрана, а Исус не беше таму. Изненадувањето беше уште поголемо кога ги видоа двата ангела кои им рекоа дека Исус е жив. Овие Божи гласници многу јасно им кажа дека Исус воскреснал од мртвите. Откако Исус воскресна од мртвите, тој почна да ги посетува некои од своите ученици. Тој зборуваше со нив и јадеше со нив. Тома, еден од неговите ученици, слушна зова и не можеше да поверува дека Исус е повторно жив. Тој рече: се додека не ги видам неговите рани од клинците и не го допрам, јас нема да поверувам. Исус дојде повторно кај оваа група, но овој пат кога Тома беше таму. Исус му се обрати директно на Тома и Тома падна долу на своите колена пред него, верувајќи во Исус. Исус му рече: ти поверува, бидејќи ме виде. Блажени се оние кои не ме виделе, а сепак веруваат во мене. Четириесет дена, откако Исус воскресна од мртвите, тој им се појавуваше на луѓето. Многу луѓе го видоа и знаеа дека тој е жив. Но дојде време за Исус да се врати на небо. Тој ја заврши работата за која беше дојден да ја изврши. Исус им кажа на своите следбеници дека тие треба да одат и да кажат на секого и на секаде дека тој направи чудо. Тогаш додека многу од неговите следбеници гледа, Исус се подигна од земјата и одеше се повисоко и повисоко, се додека не отиде во облаците и не исчезна од нивниот поглед. Во тој момент се појавија два ангела.
Тие им кажа на учениците дека еден ден Исус ќе се врати на истиот начин на кој и си замина. Исус е сега на небо, припремајќи место за сите оние кои ќе веруваат во Него и ќе го следат Исус. Исус направи пат за нас, за да дојдеме кај Бог. Зошто Исус умре на крстот? Исус умре на крстот за да ги спаси грешниците од казната за гревот. Исус никогаш не сгреши. Тој умре за да ги земе гревовите кои нас не одвојуваат од Бог. Крстот не подсетува дека Исус беше неосквернетото, свето, безгрешно и чисто јагне Божјо. Тој беше жртвуван за нас. Кога ние поверуваме во Исус и се каеме за своите гревови и се одвратуваме од нашите гревови, Бог ги простува нашите гревови. Исус не направи Божи деца, Негови пријатели. Кога Исус беше жив, тој кажуваше многу приказни за да им помогне на луѓето да ги разберат Божите патишта. Тој поучуваше дека има два пата. Секој од нас почнува на широкиот пат на гревот, кој води кон уништување и казна. Сите ние имаме грешна природа што ја наследивме од првиот човек Адам. Ние сгрешивме правејќи работи кои не го задоволуваат Бог. Исус кажа дека ние треба да го оставиме широкиот пат и да влеземе низ тесниот пат кој води кон Бог во небото. Ние можеме да влеземе на тесниот пат само преку Исус Христос. Ние влегуваме со каење за нашите гревови и со прифаќање дека жртвата на Исус Христос направена на крстот беше за нашите гревови. Зошто да не разговараш сега со Исус од твоето срце? Во молитва кажи му: Боже, ти си голем и свет, но тебе ти признавам дека јас грешев. И јас верувам дека Исус умре на крстот за да го плати мојот грев. Те молам, прости ми. Очисти го моето срце и направи ме едно од твоите деца. И јас сакам да го следам патот на Исус и да дојдам да живеам со тебе во небото кога ќе умрам. Ти благодарам, татко. Амин.